Во пекарата на семејството Красничи се произведува леп од утро до мрак. Пред една година од косовскиот град Ѓаковица се преселиле во Охрид, каде пекарството им станува семеен бизнис. И покрај економската криза и драстичниот пораст на суровините за работа, не се откажале. И во време кога цената на лебот се зголеми и за 40%, кај нив таа остана речиси иста. А затоа не само искаче цена, ја на место продаjem. Мало, али на место. Ова е фамилиарен бизнис? Да, фамилиарен бизнис. Обавеза други немам да платим други работници, све фамилиарни работим. Затоа не сум откаче цена. Во моментот плаќаат индустријска струја, што за малите бизниси велате голем проблем. Ја како изгледа, како рачунам ја една плата избацим на трошковач. Да не дигнем цена за тоа. Треба и народ да биде задоволен. Колку е цената кај вас на левот? 35 денари. Собствениците на поголемите пекари пак велат дека ниту сегашната цена на левот не е реална. Ма ние сакавме да го зголемиме, не да го намалиме. Реалната цена на левот, што го произведувам јас, во моментов треба да биде 1 евро. Ние не сакаме сега во овој момент да ќариме. Ние секако гледаме дека нашиот народ е сиромашен и опште, значи, добивката на левот во моментов е, можам да кажам, колку да се преживее. Насовски вели дека со ваква криза во работењето до сега не се соочиле. Тука има голем придонес, знаете, мислам, допринос со набавката на брашно, со набавка со цените на горивото, набавка на дрва. Страшно се цените покачени на све. Набавната цена на брашното е скапа, немаме попусти, значи немаме намалувања ниво од кемнинарите, како ние можеме едино да работиме во загуба или да и затвориме. Земјава не располага со доволно пченица за задоволување на домашните потреби, но проблем се и случувањата во Украина. Ова допринесе најмногу и војната во Украина. Со тоа што, да речеме, 80% од пченицата се носеше од тамо. Велат дека е неопходна помош од државата во вид на субвенции по произведен леб. Во моментот цената на лебот во маркетите и понатаму е висока и покрај тоа што има благо намалување од само неколку денари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.